Европскиот фронт се изјасни против предложените измени на изборниот законник. Пратеничката Рина Ајдари нагласи дека предложените измени се неприфатливи бидејќи се направени врз основа на внатрешно политички договори. Таа изјави дека измените не треба да поминат низ скратена постапка и побара да се одржи отворена дебата, каде што ќе бидат вклучени сите политички партии за да се постигне заеднички консензус. Është e papranueshme që ndryshime kaq të rëndësishme të bëhen si rezultati i vullnetit të një anshëm politik, duke pasur parasysh se zgjedhjet vëzhgohen nga OSBE ODIHR dhe zakonisht janë marrë parasysh rekomandimet e raportit të OSBE ODIHR-it, kur janë bërë të ndryshime të caktuara, por fatkeqësisht kësaj radhe propozim ndryshimet janë bërë në zyra të VMRO-s, së LSDM-s, duke mos implementuar me keqardhje themi asnjë rekomandim të raportit. Пратеникот од ВМРО ДПМН Никола Мицевски вели дека доколку законот не се промени сега, независните листи не може да учествуваат на изборите поради правен вакуум. Тој објаснува дека се поставени различни услови за собирање потписи во зависност од големината на општините за да се обезбеди пофер и поизбалансиран процес. Да ова сега го направиме скалесто, односно да се даде фер шанса и да има разлика во сите општини. Односно општините до 10.000 гласачи да соберат 100 потписи, до 20.000 гласачи 200 потписи и се така скалесто до најголемите општини. Во текстот на предлогот се наведува дека предложените измени имаат за цел да го подобрат изборниот процес и да гарантираат слободно, еднакво и демократско гласање врз основа на препораките на ОДИХР. Предходно, организациите на граѓанското општество исто така реагираа дека изборниот законник станал оружје против независните кандидати. Нагласија дека предлог законот за измени и дополнување ја крши одлуката на Уставниот суд за укинување на предходните неуставни измени на изборниот законник, кои собранието ги донесе во март 2024. Според нив, истото се случило и со сегашните предлози.